Околу 600 филмови пристигнале за годинешното издание на меѓународниот филмски фестивал Астерфест, што од утре до 8 август по 18 пат ќе се одржи во Струмица. Од нив селектирани се 20 филмови што ќе се прикажат во првите 2 дена од фестивалот. Сите ние како филмски работници мораме да го сочуваме, да го негуваме и да го одбраниме брендот на Астерфест, затоа што во она какофонија од манифестации, фестивали, од секаков тип и карактер, сметам дека Астерфест ја заслужи она, би рекол, доблест која што ја започна од самиот старт да открива нови мултикинематички простори. Со Горан веќе предвидовме за време на пандемијата и после, како дел од фестивалот, да направиме регионално сценарио кое би секој млад автор или автор кој се наоѓа во сценарио и режија, со кој ние би направиле понатаму премиера на фестивалот, бидејќи започнуваме нова ера на филмскиот фестивал со премиерни филмови. И правењето на програмата, првично селектирањето и правењето на програмата за овогодинашново издание на филмскиот фестивал Астерфест беше навистина голем предизвик, бидејќи сакавме да ги одбереме најдобрите филмови. Програмирањето е направено во 5 дена, секако да биде релаксирано за публиката. Во првата вечер ќе видиме 12 кратки филмови, ќе има проекции до полнок, но се надевам дека публиката ќе ужива под звезденото небо и во пријатниот амбиент на амфитеатарот. Во официјалната конкуренција влезе и филмот Лука на режисерот Тице Виранов, што го продуцира Сдруженијето за култура Транзен од Струмица. Филмот на Астерфест ќе има и својата премиера. Лука е приказна за едни тројца млади музичари, приказна за нивната љубов, за нивниот талент, за нивната неприкосновена слобода која, како да кажам, храбро пркоси во просторот и во времето во кое твори и живее. Филмот е работен 6 месеци на локации во Струмица и Штип. Повторно, како и минатогодишниот Трн, се занимаваме со борбени млади луѓе, уметници, кои се борат во онаа вечна транзицијска, би рекол, веќе стана еден вид суштина на нашето живење овде. Астерфест ќе има и специјална проекција на филмот Сонцето не грее на сите страни, која раскажува приказната за музичарот Ванец Рнгаров од Струмичко Куклиш, кој барајќи подобра екзистенција се сели во Австралија, каде заработува имитирајќи го Елвис Присли. Навистина беше едно турбулентно време, не зафти короната, сепак филмот успешно се заврши, се реализира, последните кадри се направија, се снима во Австралија, Мелбурн, и инаку тука низ Македонија на повеќе локации. Фестивалот има и ов програма која вклучува промоција на книги и филмски разговори.